Како што знаете, утре 28 истекува рокот што ни го даде директорот дека до 28.2 ќе ни биде исплатена отправнината. На 130 души ни даде по 30.000, на 24 души му даде само по 5.000 денари. Значи имаме за земење кој 60, кој 90.000. Утре истекува рокот, го нема ни да се јави, ни да каже што бидува како бидува. Што кажа и колега Преска на прошлата седница со претенички прашања, на премиерот му поставија прашање, тој децидно одговори. Има две компании заинтересирани, ако не бидат тие, владата ќе со буџетски средства ќе реагира со 3 милиони евра. Еве и тоа утре поминува и од тоа нема ништо. Вчера од европскиот пратеник слушнав дека го предлага за Нобелова награда за мир. Па и ние се согласуваме, колеги, го поддржуваме, ама не да биде Нобелова награда за мир, него Нобелова награда за лага. Оти доста е со лажење. Секој одење, вака ќе биде, така ќе биде, 2 години од кога се дојде на власт, ништо не потекна. И заинтересирани сме, ако крај крајeva ќе одиме па Скопје пред влада и не заминуваме дури не се реша ситуацијава. Не, појди со спиење, ќе одиме дојди, преговарај, договарај се едно друго, по 5.000, по 10.000 ќе им пушта врати се. Сега дури не се реши, ова нема да остане има тоа. Значи, очигледно налагите крај му нема. Значи, се кажа колегиве, што ни преостанува нас, сем да шетаме вака по улици, да блокираме и евентуално, ако има слух владата за некој ден, ќе правиме напори да појдеме пред влада. Едно 100 души, 150, сите што с некако технолошки вишок. Некако последна шанса, тоа меѓутоа, еве 3 месеци од кои сме заминати како технолошки вишок, ниеден нема исконтактирано со нас, ни представникот на општествениот капитал, ни владата, ни раководството од фирмата. Значи, едноставно, јас стално го кажувам тоа, ние сме отпишани. Чекаме, како што рече колега, рокот утре, тој месец што го вети за 1 месец, доколку не стане стратешкиот партнер, дека ќе се интервенира со буџетски средства. Ние сме се уште оптимисти, меѓутоа, еве, поминаа сите рокови, до 28 ни беше ветено отпремнинат, а па за останатите плати, придонесите да не зборуваме. Значи, премногу работи има што се случува, што сме лагани 2 години, а не е за 1 месец. Значи, од пред 2 години првата средба со премиерот ни беше, за 2-3 месеци ни беше ветено дека комплет ќе се реши сето прашање. Еве 2 години измина и секој месец си купува по 1 месец, еве ќе почне изборите, па ќе рече дека не може средства да се исплаќаат за време на избори. Меѓутоа, ние сме уште оптимисти, се надеваме дека ќе се исплати се. Нажалост, еве, пак продолжуваме со протестиве. Решение нема. Да биде трагедијата поголема, никој се нема ни јавено од никаде. Не игнорира како граѓани од второ, трето, кизне кој речне ние. Толку се револтирани луѓево и омаловажени на некој начин. Не знам како да кажеме. Минатата недела побаравте средба и со градоначалникот и наводно ви беше речено дека... Сега па го побаравне, не се јави, еве сега овде помина. Пешки помина, имал некоја делегација. Имаше време тој 1 месец помина тоа. На 5 февруар му го однесовне. Рече, ќе одам другата недела Скопје, ќе се видам со овој соне, со Заев и со... Ќе ви кажам, еве, уште нема да се јави. То треба инспекције да си ја презема, ако слуша подопрен глас, како нека, да си ја презема работа. Ние кажавме тоа што беше кажано, не можеме ние дојме да и бркаме луѓето. Нека си презема властиве. Во фабрика на наша не е само тоа. Има многу работи што треба, многу инспекцијски. Треба УЈАП. Значи, единствено една од ретките фирми во држава што работа, ај бесплата што работа, тоа е едно. Здравство нема, осигурање нема. Ја не знам дали има друга фирма во светот вака што работи, овако некоја јужноамериканска фирма. И тоа е дел од проблем. А државна фирма, пази, државна фирма. Сите рокови поминаја. Сега некни што кажавме овде кога беше пред 2-3 недели дека премиерот вети дека до крајот на февруар.
имало џомити купувачи, двајца, сигурни, ако не склучи договор до крајот на февруари, денеска, утре. Тогаш ќе одделил од буџетот пари за да се реша проблемите на Еврокомпозит. Само така Еврокомпозит може да работи како фирма. Да ни се плата при донесите на сите, да се одблокира сметката, друго решение за Еврокомпозит нема.